Молчи ти, јас да зборувам, стани ти, јас да седнам, и повели ми, добре си ми дошол. Од премудри Соломон. Чита Александар Станојков. Премудри Соломон бајаѓа имал мерак за да игра со другарите, со ашици. Коџамити момче бил близу за женење. Арнама мерак имал да играт со ашици. Играјќи со едно момче од него малце поголемо, го запрашало за нешто таман кога му дошла играчката на Соломона да и терат ашиците од коло надвор. Момчето било многу богато и сакало да се жени. Од 3 места му даале на другарот од Соломона девојчиња. Едно девојче му даале од еден попќерка, другото од еден голем чорбачија, третото девојче му даале од еден чесен сиромав. Фрлајќи го којнакот Соломон на ашиците, му рекло момчето: "Што ми текнало нешто, бре Соломоне, да те прашам. Татко ми сака да ме жени санки ми, јас не можам да речам оти неќум, или така треба да се речи спроти адетот, татко сака да ме жени. Да, што ти кажувам, сега ми дават од 3 места." Соломон туку му и терат ашиците од коло и туку му угисуват и се правит како недоветен санки не го слуша што му кажуват и само се правил со Првото од еден поп, второто од еден чорбаджија и третото од еден чесен сиромав. Чесен, ама што рекол некој, сиромав и друго ништо. Да што ти кажувам, брате Соломоне, ете од тие места ми дават и јас се чудам сега која да земам, дали од попот, дали од чорбаджијата. А премудри Соломон само го слушал и си врлал со којнакот и туку му фучи со носот као да му одговора. И чвочи не му се пулел на другаро си. Да слушај сега што ти кажувам, братко. Кажувај ми сега која да земам, дали да земам од попо? Молчи ти, јас да зборувам, му рекол Соломон, фрлајќи со којнакот на ашиците. Што велиш, кажуј да после фрлај на ашиците, му повторило момче. Да ја земам од чорбаджијата, веќе за од сиромајо не пара ми е тјат, што велиш? Да ја земам од чорбаджијата, му рекол с другарот. Стани ти, јас да седнам, одговорил Соломон, пак фрлајќи со којнакот на ашиците. Голема мака му идало на момчето, оти Соломон не му одговара ачик, туку со носот му одговарал. Ама Соломоне, слушај што те прашам, дај ми еден џуап, речи ми од сиромаот да земам, јас не се лутам. Речи, како што ти сечи умот, му рекло момчето. Соломон пак си фрлил со којнако на ашиците и рекол: "Повели ми, добре си ми дошол, брате." Тоа го рече и пак си игра. Кога виде момчето ти Соломон не му кажала шиќаре, му дошло мака и како наврекнато беше му рекло на Соломона: "Ама Соломоне, мене устава ми вати пења прашајќи ти, но уо не ме клаш, ако ми кажеш, кажи ми, ако не, речи ми, не знам, брате, и толку." Море, ама што ми се лутиш, бре, по бративе? Му рекол Соломон. Ами, лели ти кажав, ако земиш од попо ќерка му, која ќе оишка и попо на гости или која ќе ти дојд попо у тебе, се тој ќе зборуват. И ако проговориш ти нешто, попо ќе ти речи: "Молчи ти, бре, оти јас ќе зборувам." А у богатиот кој ќе оиш? А ако седниш на почелно место, тој ќе ти речи: "Стани ти, бре, да седнам јас." А пак у сиромајо која ќе појдиш на гости, ќе те пречека со радост и ќе ти речи: "Повели, брате, седни на чело." Ете, тоа се разбира од тие 3 збора и побратиме, му рекол премудри Соломон. Сега твој ум во твојата глава. Кога и чу момчето тие 3 збори од Соломона, од која се позамисли, му текнало оти така сиет и си ја зел сиромашката девојка.